Денес разговараме со еден млад човек кој покажа дека љубовта кон музиката, посветеноста и тимската работа може да доведат до светски успех. Наш гостин е шеф-диригентот на оркестарот во гимназијата Орце Николов во Скопје, Марко Баловски. Марко, добар ден, да ти посакам добре дојде во Хајп Македонија. Кажи ми како си денес? Здраво, добро ме најдов. Денеска се чувствувам посебно одлично. За почеток би сакала да те прашам, ти си шеф-диригент на оркестарот во Орце Николов, гимназијата во Скопје. Покрај другите улоги секако, кажи ми од каде љубовта кон музиката? Така, па љубовта кон музиката започна уште во 6-то деление, кога јас почнав да свирам на мандолина. Мандолина е мојот прв инструмент. Точно така, па потоа продолжив после основното училиште продолжив во мандолинскиот оркестар Скопје на мајстор Ерхан Шукли, горен поздрав до него, но љубовта кон диригирањето настана сосема спонтано, така. Не знам ни јас од каде, сите ме прашуваат тоа, но мислам дека тоа е нешто што се чувствува однатре и излегува однадвор. Така. Диригент си на многу млада возраст, само што си наполни 18 години. Дали некогаш тоа ти создава притисок поради таа одговорност што ја имаш? Така, апсолутно. Да се биде диригент не е воопшто лесно, колку и тоа на сцена да изгледа интересно за некој, можеби примамливо, не е воопшто лесно. За тоа се кријат многу логистички работи. Улогата на диригентот според мене е пред се да ја почувствува музиката во тој момент, да обедини енергијата помеѓу сите свирачи во оркестарот и да го координира секако оркестарот, сето тоа да звучи како еден инструмент и едно тело, така што не е воопшто примамливо и лесно колку што изгледа, да. Многу ми намисла дека диригентот всушност само мава со палката на сцена, но што всушност прави тој друго? Па како што спомнав, диригентот тоа што го прави со рацете е всушност самата метрика на музиката и ритмот во кој што се изведува самата композиција, тој ја контролира динамиката во оркестарот, ги контролира различните делови на оркестарот, затоа што нели оркестарот имаме различни секции, ритам секција, мелодија, хармонија и така натаму, и задачата на диригентот сето тоа да го обедини, значи да координира на повеќе места, за на крај целиот тој финален продукт да изгледа совршен. Што е најтешкото, а што е најлесното во работата со еден млад оркестар? Интересно прашање. Најлесното можеби е да кажам самите проби, односно тоа што според мене најлесно е нешто што уживам најмногу во него, а тоа се самите проби, самата музика, самите концерти, ќе речам, настапи кога настапуваме, а најтешкото е според мене целата организација. Затоа што да се биде диригент не е само да се застане на сцената и да се води на оркестар, затоа стојат многу работи. Организирање на проби, координирање на различни деца, во оркестарот броиме 23 члена и сето тоа да биде, сите 23 члена имаат своји обврски, нели, своји ставови, своји мислења и сето тоа да се држи, да кажам, под контрола не е воопшто лесно. Па можам да кажам дека менаџирањето на сите тие обврски е дефинитивно, да кажам, тешко. Дали ти си строг како диригент или повеќе се однесуваш како пријател со другите членови? Така е. И ова е интересно прашање. Како диригент, јас сум доста принципиелен и сум перфекционист по природа, така што може да замислите да, може да замислите како име на другите. Кога се работи, сакам да работиме. Кога се смееме, сакам да се смееме. Значи тоа е мојот принцип на работа. Апсолутно дека во оркестарот има членови кои што се дури повозрасни од мене, но сепак ме почитуваат во мојата улога. Секако кога е поопуштено, кога немаме притисок пред концерт, знае да е полабаво, да кажам, но особено кога е пред концерт и кога имаме работа, атмосферата е доста сериозна и сериозно работиме активно. Тоа може да ви го кажа тоа. Оркестарот постои релативно кратко, да кажам, 2 години. Како започна целата приказна и чија беше идејата за оформување на овој оркестар? Така, целата приказна започна уште во 2024 година. Идејата беше моја, ја споделив со мои блиски двајца пријатели, тие се согласија, рековме ајде да свириме народна музика, да се слушне малце народниот мелос во нашето училиште. Седнавме на кафуле, сосем спонтано се договоривме, тогаш ги договоривме и првите песни за првиот концерт. Но некако завршуваше учебната година, јас бев тогаш прва година, немаше време сето да се случи, па тоа го направив во втора година. Секако
почнавме сосема од нула, не знаевме во училиште колку музичари имаме, испраќавме списоци и сета на тому и почетокот беше навистина тежок затоа што не знаеме во какви води ќе навлеземе, најмалку до каде ќе стигнеме секако. Немавме некоја визија, растевме како што работевме. Велите дека ја представувате народната музика на современ начин, па каде е границата помеѓу традицијата и современиот пристап тука? Така, границата можам да кажам дека сум точно јас, бидејќи јас ги преработувам песните, јас ги правам музичките аранжмани. Тоа се сведува секако на мојата креација, моето чувство. Јас многу ја сакам македонската народна музика, со задоволство ја слушам и гледам да ја преточам, односно пренасочам во некој интересен аранжман, да кажам интересен фиделен продукт, кој што би бил интересен за свирење секако за другите членови на оркестарот, за другите деца, но при тоа да се задржам на фолклорните елементи кои што ги има народната музика. Затоа во оркестарот секако имаме кавал, имаме хармоника, кои што се всушност изворни народни инструменти. Една од вашите мисии, да кажам, да ја доближите и народната музика до младите. Како успевате да го правите тоа во време кога младите не слушаат толку народна музика? Така, па мислам дека првичниот проблем е што младите треба да слушнат пред се квалитетна народна музика. Секако дека секоја народна музика е квалитетна, но кога тоа ќе се преточи во некоја комбинација, кога ќе им се долови поинаков пристап кон народната музика како јас тоа што го правам, затоа што јас музиката ја гледам, понекогаш ја споредувам како филм. На децата знам да им ги објаснам, поединечни делови како некоја приказна. Например, ќе им кажам, во овој дел треба да бидете тивки, да се осеќате како, не знам, да лазите или треба да биде толку нежно и им давам компарации, интересни приказни. Например, кога треба да е гласно, ќе им речам тука треба да грмите, треба да изгазите, треба да се слушне до Кичево, до Куманово и така натаму. И сето тоа ја прави атмосферата убава и децата ми убаво да свират и ќе се запознаваат со некој нов жанр што воопшто не е популарен, јас би рекол за жал помеѓу нас младите. Освоивте прво место на интернационалниот младински музички надпревар. Како изгледаше моментот кога дознавте дека сте победници? Дали очекувавте, дали бевте спремни на тоа? Така, кога добивме таа информација, секако дека бевме во шок. Тоа е досега најпрестижното нешто што оркестарот го има освоено. Значи, зборуваме за интернационална награда, прва награда, признаена од интернационално ниво, во конкуренција секако со повеќе оркестри од целиот свет, така што достигнувањето секако дека е големо. Моментот кога дознав информацијата, искрено сите беа во шок, не ни знае што се случува. Јас првичниот момент дури не ми се веруваше или дали него не сватив тоа толку сериозно, но после неколку дена кога сето тоа спадна, ми стана јасно дека навистина имаме достигнат огромен успех за нас како оркестар, за нашата гимназија, градот и секако за цела држава, за цела Македонија. Што значи за вас ова признание за оркестарот и за тебе лично? За мене лично можам да кажам дека ова е само круната на целиот труд, сите ноќи неспиени кои што се вложени во овој оркестар и секако признание за мојата работа, за оркестарот секако едно достигнување кое што верувам дека ќе се памти, дека ќе испише историја, тоест веќе испише историја и дека ќе испишува уште истории понатака во иднина. Како изгледаше подготовката за овој надпревар подетално? Колку труд стои зад овој успех? Така, за да се конкурира на надпреварот се испраќа видео, значи има одредена минутажа со некоја песна. Ние испративме песна од нашиот одминатиот концерт кој што го имавме оддржано, така што подготовките трае од тој аспект, бидејќи се испраќаше видео, ние подготовки имавме за самиот концерт кој што го оддржа. Која песна беше тоа? Ој ти момче охриганче, тоа е позната македонска народна песна, зборува за љубовта на едно дете, на едно момче охриганче и едноставно жирито беше воодушевено, имаше нели коментари дека дека многу добро координираме со оркестарот, им се свикаше секако македонскиот мелос, македонскиот ритам кој што е нели нерамноделен, станува збор за нерамноделни тактови, нешто што жирито првпат го има слушнато од таму, бидејќи нели претставништвото е во Америка, организаторите се од Америка, од Њујорк, па се немаат запознаено со ваков тип на музика. Во септември, ако оди се според планот, секако ќе треба да настапите во Њујорк, што може да очекува тамошната публика од вас? Така е, здравје Боже, ако отидеме во Њујорк, публиката таму ќе очекува прекрасни мелодии, народен мелос,
млада енергија, млада музичка енергија, а околу репертоарот се уште размислувам, па можеби и не сакам ете да ви откриам. Ќе слушнете од таму. Добро, а доколку би требало еве само со една песна да се представите пред светот, која би била таа и зошто? И ова е искрено тешко прашање. Според мене не можам да дадам конкретен одговор, мене сите песни ми се, особено ми е тешко една да одвојам, може би имам неколку кои што би ги одвоил, но се додека е народна песна, македонска песна, може да влезе во игра. Колку е важно што преку музиката ќе представувате и Македонија надвор? Па, тоа е од апсолутна важност пред се за нашата македонска култура, затоа што со македонската музика верувајте дека ние искажуваме македонската тага и македонската радост во исто време. Тоа е нешто што не може секој да го разбере, освен ние македонците, затоа што знаеме во текот на историјата македонците поминувале ни се и се што секакви периоди страдание и радост, а сето тоа одлично ја опишува македонската музика, така што ова одбележи за цел македонски народ и за цела држава секако. Дали веќе размислувате како странската публика ќе реагира на нашите ритми и мелодии? Да, јас не се сомневам дека ќе паднат од воодушевување. Секако очекувам позитивни овации, апсолутно голем аплауз, па и секако нели таму имаме македонци од македонската диаспора, се надам дека ќе дојдат да не поддржат чисто со нивното присуство. И покрај големиот успех што го направивте, сепак се соочувате со финансиски предизвици. Колку е тешко младите таленти кај нас да стигнат до светските сцени, да кажем? Така. Па за жал не е толку лесен патот. Особено јас можам да кажам тоа како најодговорен конкретно за овој проект и за сето ова што се трудиме да стигнеме до Њујорк. Тешко е да се добие поддршка, но секако дека ние нема да се откажеме и секако дека поддршката се уште ни е потребна од секакви физички и правни лица и така натаму. Каква поддршка вам ви е потребна и што би значила оваа поддршка за сите членови на оркестарот? Така, најголема поддршка во моментов кој што не е потребно, тоа е финансиската поддршка, затоа што да се стигне до Њујорк не е воопшто блиску, секако тука има патни трошоци, сместување и така надаму, со тоа што организацијата не покрива никаков дел од ова, така што ние сме генерално спремни, само чекаме околу финансискиот дел да се среди, затоа тоа секако ни е потребна поддршка и помош. Јас верувам дека вашиот сон ќе се оствари, дека ќе стигнете до таму. Што потоа? Кој е следниот сон на Марко Баловски и на останатите членови од оркестарот? Така. Па јас дури понекогаш на шала го кажувам, но знаете како во секоја шала има и половина вистина. Искрено мене цел ми е и да ги освојам и другите континенти, значи после Америка можеби ќе биде некој друг континент. Така што само да сме живи и здрави сите, да не се откажуваме, толку би порачал. И за крај, која би била твојата порака за сите што ќе го гледаат ова интервју? Така, мојата препорака е пред се како музичар и како човек, се што правите и ви исполнува, правете го до крај, правете го максимум. Кога давате нешто од себе, правете го максимум како да нема утре, како да е последен пат. Доколку нешто на вистина се сака, само небото е граница. Фала ти, Марко, уште еднаш на овој прекрасен разговор и ви посакувам многу успех во Њујорк. Ви благодарам на интервјуто и голема благодарност до Хајп телевизија.